Почитувани гледачи, ова е Светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Носењето кациги и техничката исправност на моторциклите го намалуваат ризикот од несреќи. Рамадани очекува арбитрарно решавање на спорот за името. Украинскиот претседател Порошенко го изложи планот за диалог со бунтовниците. По 13-ти пат се одржа фестивалот Солтист во Битола. Носењето кациги и техничката исправност на моторциклите го намалува ризикот од несреќи. Инаку според статистиките во Македонија е двојно поголем бројот на сообраќајни незгоди споредено со западноевропските земји. И битолските моторциклисти во дефиле се вклучија во одбележувањето на неделата на мотоциклистите. Републичкиот совет во соработка со Министерството за внатрешни работи, како и локалната самоуправа и клубовите на моторџи, во рамките на неделата за безбедност на моторџиите во Република Македонија, која се одржува од 16 до 22, се одржава воспитно-едукативна акција безбедност на неделата на моторциклистите. Затоа и денес, значи се собравме овде во рамките на таа акција да го направиме ова ревијално дефиле на моторџиите, кој што започнува овде од площадот Магнолија, еден круг околу нашиот град, па повторно назад завршуваме тука. Во рамките на самата ова воспитно-едукативна акција во текот на оваа недела се одржаа повеќе трибини во повеќе градови, како и сообраќајни поуки се поделија. Пораката е што цел да една мала едукација за младите да користат заштитна опрема при возење на мотор и безбедно да возат по улиците, по патиштата на низ градот и општо сега. Најзначајното значи за возење мотор е носењето кацига како прво, не заради законот, заради полицијата или за општо, заради негова безбедност. Оти секој еден од моторско секој еден моторџија кој ќе паја нагла прво. Значи треба прво да се заштити главата. Другото се е неопходно, ама кацигата значи најнеопходното нешто. Па нашиот клуб е формиран веќе постоиме околу 3 години и нашата цел е да организираме и мототура и едукација за младите и едноставно дружење, хуманитарно помагање. Имаме 23 членови тука во Македонија, имаме еден во Австралија и 2 во Канада. Еве како што гледате, значи ова не е прв пат ваквата манифестација да се практикува, меѓутоа е прв пат толку добро организирана. И мислам дека е многу важно затоа што луѓето кои што ги имаат моторциклите, значи моторциклистите се чувствуваат како една категорија која што на некој начин е малку во втор план во сообраќајот. Значи во сето ова што го имаме како голема комуникација, голема фреквенција на возила, моторциклисти, велосипедисти и така натаму, сепак е на укажување до сите. И оние кои што се членови во клубовите, и оние кои што сакаат да се зачленат во клубовите, оние кои што ги имаат моторциклистите, значи прво тие да бидат максимално опремени и да ги почитуваат сите сообраќајни знаци, прописи, да ги почитуваат пешаците и останатите учесници во сообраќајот, а од друга страна пак и оние кои што се среќаваат со моторциклистите, исто така да го имаат вистинското точно значење на она што значат моторциклистите. Значи да се внимава на тоа затоа што на таков начин се разбира дека ќе придонесеме да се намали бројот на сообраќајни незгоди и тешки последици. Во таа смисла денеска во сите општини во Република Македонија, тука се вклучува и Битола, гледате дека масовно практично ставаме акцент на моторциклистите овај пат. Значи ова манифестација е максимално организирана од Министерството за внатрешни работи, општина Битола и останатите институции, млади, спорт и така натаму, се со една единствена цел да ставиме акцент на нешто кое што можеби во моментот или се има впечаток дека го нема потребното значење и потребниот акцент. Значи, мотоциклите во сообраќајот имаат специјално значење и треба да ги почитуваме. Пред се, прво, сите тие кои што управуваат со моторциклите, а се разбира и сите ние, граѓаните, кои што сме и возачи и пешаци. На некој начин сето ова го правиме за поголема безбедност во сообраќајот со акцент на моторциклизмот, кој што денеска има главен збор во цела Република Македонија. Во сите центри за јавно здравје во Македонија од утре прв пат ќе функционираат советувалишта за откажување од пушење. Стручен и обучен кадар од доктор и медицинска сестра ќе одржуваат едукативни предавања во советувалиштата, а во зависност од околностите предвидена е соработка и со други стручни кадри.
Ова денеска на пресконференција го најави министерот за здравство Никола Тодоров, кој појасни дека советувањето ќе биде бесплатно. Од утре до средината на август советувалиштата ќе бидат достапни за лекарите. Од 20 август советувалиштата ќе бидат достапни и за сите заинтересирани граѓани кои ќе се обратат во центрите за јавно здравје, а воедно ќе бидат воведени и посебни термини наменети за советување за откажување од пушење кај адолесцентите, рече Тодоров. Секој центар за јавно здравје изготвува план за работа на советувалиштето кој ќе биде достапен на веб страните на центрите. Овие едукации ќе се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа. Едукативните предавања во советувалиштата се фокусирани за презентирање на штетните ефекти од пушењето врз здравјето на пушачите, но и штетните влијанија од тутунскиот чад за околината. Македонија представена во Виена. Македонија ја среќава Австрија е насловот на двократното представување на земјата во Виена. Средбата е организирана од страна на македонската амбасада во Виена и почесниот конзул Вилхем Ридер. На настанот што се одвиваше во строгиот центар на Виена, австрискиот туроператор Атер додели 2 наградни патувања за Охрид, а македонската културна заедница ги подготви туристите за храната што ги очекува во нашата земја. За културните и политичките врски меѓу Австрија и Македонија говореше амбасадорот Ѓорги Филипов, кој нагласи дека двете земји годинава слават 20 години од воспоставувањето на дипломатските односи. Програмата ја снимаше телевизискиот канал Окто, државен канал на Виена, кој ќе емитува емисија за настанот во трајање од половина час. Одбележани 71 година од погибијата на првоборецот Панте Кајзеро. Голем број граѓани и дел од членовите на неговото семејство му оддадоа почит со полагање на свежо цвеќе на неговиот гроб, како и на спомен плочата поставена на местото на загинување во селото Лавци. Ние секоја година и оваа година за денот на погибијата на Панте Кајзеро се собираме тука за да му дадеме почит. Ги собираме жителите на урбаната заедница, но Панте Кајзеро, тој е од нашата блиска од Лавци и сакаме на тој начин да му се одолжиме за неговото дело, затоа што на многу млада возраст тој го положил животот за Македонија. Пушките наравно го чека. Дојде, тој рече, јас нема да излезам, вие излезете сега надвор од селото. И му даде налог од кај да поминат, како да поминат, откој што влегла во селото од истото место. Арнамо во селото имаше една погранична чета и тие поставиле заседи таму на местово, кој што беше на целото. Добро ушова ќе кажам. Поставија заседи и овие кои излегва удрија на заседа. Бугарино стој, имаше брисан простор на јуицата на леските беше поставена таа. Му вика тој стој, овие отворија оган, губија стражаро. А Панте Ташков, овој другар му што беше на Кајзеро, рипна назад, бил удрен со штрпнела во ногата, фрлија бомба, другите што бе до него. И овие отворија оган. Таму овој Ташковски се вовре низ убиеното, кој што беше празниот простор, се вовре, излезе горе за шума. Нашиот Кајзеро ја прифате борбата уште од тука. Ја прифате и со борба дојде овде во близина дури на градо. И се во близина на градо кажува и турци, имаа ливадата што му беше, дојде сено до крава рано. Дека 13 души крена на носилки, оди недостатно со возило дотамо да соди, на Лавчанскиот пат изваја 13 носилки. И така, Панте ја заврше тука муницијата, немаше поќе муниција, мораше, а жив не сакаше жив, не сакаше да се устрами тој, да ги устрами своите соборци, да устрами фамилијата. Со последната бомба си ја ставе на стомакот и сам се уби и жив не се предаде. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Рамадани очекува арбитрарно решавање на спорот за името. За ова пократката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали парите го уништија фудбалот во светот? Да? Не?
За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Арбитрарно решавање на спорот за името очекува новиот претседател на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Добар ден, ова е неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Евроатлантскиот совет на Македонија, господинот Исмет Рамадани. Господин Рамадани, што за вас значи, носи ли некаква порака назначувањето на Јолевски за министер за одбрана по неговиот 7-годишен престој во Соединетите Американски држави како наш амбасадор и преговараш за името? Па добро, мислам дека за јавноста беше едно изненадување, една од главните изненадувања во тие предлози за министри на одредени ресори, но може да се образложи дека господинот Јолевски прво сепак беше амбасадор во САД. И ние добро знаеме, јавноста знае кое е влијанието на Соединените Американски држави и за членство во НАТО и за сите прилики во Република Македонија, и ако веќе помина неколку години таму, тогаш јасно е дека очекувањата се дека неговите конекции, неговото искуство може да придонесе сепак Република Македонија во овој сегмент да има подобра позиција, односно да воспостави понатаму добри контакти во однос на членството во НАТО. Уште еден момент, можеби што исто е значаен, тој беше во кабинетот на покојниот претседател Трајковски, шеф на кабинетот, и во тоа време сигурно додека беше до него, нешто е останато од тоа што се пријателства, конекции со влијателни, да речеме, и политичари, и дипломати, кои може да се искористат понатаму за да се добие нешто повеќе и во однос на решавање на проблемот со името и во однос на членството во НАТО. Што очекувате дека сега ќе се случува до септемврискиот самит на Алијансата? Што заправо значи овој период за нас до септемврискиот самит? Што ние очекуваме? Очекуваме нормално дека самиот самит кој веќе треба да се одржи некаде во почетокот на месец септември, еден предизвик за секоја земја која претендира, значи, да биде членка на НАТО, и во тој предизвик се зборува многу повеќе за самитот, што ќе се расправа таму, и ние како Република Македонија не се откажуваме од тие очекувања кои мислиме или се надеваме дека ќе се разговара и за нас. Но добро е да бидеме реални во една ваква ситуација, пошто кога се организира самит, обично скоро 5-6 месеци пред тоа се одредуваат и темите за кои ќе се разговара. Веќе од сега се знае дека главните теми кои ќе се разговараат на овој самит ќе биде Авганистан. Втора тема ќе биде трансатлантската врска. Што значи дека Соединените Американски држави и Канада сакат уште еднаш да ја афирмираат врската со Европа, со европските земји, со тоа што да им докажуваат на другите дека ние сме тука со европјаните. Со сиот капацитет, потенцијал и воен, и дипломатски, политички,
Ова доаѓа како предизвик од кога се случува сите овие, односно агресијата на Русија во Крим, односно во Украина и сето тоа што веќе се случува во Украина. Дали тоа значи дека точка за проширување на овој самит нема да има според тоа што го зборувате? Мислам, мали се очекувањата дека на дневен ред ќе биде проширувањето. Јас најмногу што очекувам во однос на земјите кои се аспиранти во овој случај Република Македонија и Црна Гора се, мислам, како земји кои ги исполнуваат условите, некои стандарди за да добијат покана, но најверојатно заклучокот ќе биде нешто сличен на самитот од Чикаго. Едно поново охрабрување на Република Македонија да продолжи со реформите и охрабрување за изнаоѓање на компромисно решение со Грција, и за Црна Гора неверојатно ќе биде задоволни ако им се овозможи со еден заклучок да ја добијат поканата за членство, но да биде тоа на ниво на амбасадори во седиштето на НАТО во Брисел, без да се чека на нареден самит. Значи, еден таков услов, така што и Црна Гора и Република Македонија ќе бидат на ист ранг во однос на одот кон, односно интеграцијата кон НАТО, со тоа што за Република Македонија проблемот е малку потежок и по-сензитивен, затоа што се работи сепак за името на државата. Сега овие нови безбедносни состојби за кои што зборувате, што може да значат за земјите од Западен Балкан и каде што секако спаѓаме и ние во поглед на приближувањето или оддалечувањето од алијансата? Па да, настаните во Украина и овие последни настани кои се случуваат и во дел од Ирак, одат во прилог на тоа да меѓународната заедница и влијателните луѓе, односно функционери и во рамките на НАТО и во САД да превземат иницијативи. Да речеме како што имаше една иницијатива од конгресмените на САД, па од бившиот генерален секретар лордот Робертсон. Тие се иницијативи кои веќе формираат интензивно позитивна јавност за Република Македонија и другите земји претенденти за членство во НАТО, и тоа оди во прилог на Република Македонија, но во исто време тоа значи притисок кон власта во Република Македонија, се разбира избор с Грција, дека тие треба да направат нешто повеќе во однос на решавањето на проблемот со името. Инаку, ако не направат нешто повеќе, тоа значи дека се земји кои малку придонесуваат во однос на надминување на кризите и во Украина и секаде, затоа што кога претендираш да бидеш членка во НАТО, тоа значи и доброто, и лошото, и вредностите треба да ги поделиш, односно ги споделуваш со НАТО. И тоа значи дека не само да добиваш нешто од НАТО, туку треба и да дадеш нешто. А во овој случај им помагаме на НАТО, и ако и ние направиме нешто повеќе во однос
на проблемите што ги имаме. Еве, да речеме ние со Грција или другите земји што ги имат нивните проблеми. Ви благодарам за разговорот. Мола. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно. Наред се светските вести. Ден на жалост е прогласен за утре во Бугарија поради загинатите во поплавите што зафатија делови од нашиот сосед. Во големите поплави и одрони загинаа вкупно 14 луѓе. Причинети се и големи материјални штети за чија висина се уште не е направена проценка. Повеќе од 700 доброволци учествуваат во расчистувањето на најпогодената населба Аспарухово во градот Варна. Се собира облека, кебиња и покукинина како и санитарна опрема и лекови. Европската унија најави голема помош за незината членка, а помош се подготвуваат да испратат и соседните земји. Министрите на Европската унија утре ќе разговараат за Украина. Порошенко го изложи планот за диалог со бунтовниците. Украинскиот председател Петро Порошенко денеска го представи на својата нација својот мировен план за истокот на земјата во 12-минутен говор кој во текот на ноќта им бил доставен на телевизиите за утринско емитување. Порошенко кажал дека е подготвен да разговара со измамените сепаратисти. Украинскиот председател меѓутоа предупредил и дека оние што сакаат да го злоупотребат мировниот план за да добијат време и да се прегрупираат треба да знаат дека постои и план Б. Повеќето лидери на проруските бунтовници изјавиле дека напорите на Порошенко се беззначајни, се додека не вклучуваат целосно повлекување на украинските воени сили од истокот на Украина и признавање на независноста на регионите. Руска телевизија пак прикажа порака од председателот Владимир Путин, во која тој дава предпазлива поддршка на едностраниот прекин на огнот прогласен од Порошенко, но додава дека кој било прекин на непријателствата е бесмислен без диалог. На телевизијата Русија 24 Путин рече дека борбите во Украина треба да престанат. Од Брисел пак е најавено дека за време на првиот ден од состанокот на Министерскиот совет во разговорите учествува новоизбраниот министер за надворешни работи на Украина Павло Климин, кој ќе ги информира европските колеги за развојот на случувањата во Украина. Израелскиот министер за надворешни работи Авигдор Либерман се закани дека ќе го протера Роберт Сери, координаторот на Обединетите нации за мировниот процес на Блискиот исток, бидејќи ја предложил својата помош во трансферот на катарски пари во палестинската енклава на појасот Газа, објави израелската државна телевизија. Шефот на израелската дипломатија тврди дека Роберт Сери се обидувал да ја убеди палестинската самоуправа, која действува во другата палестинска енклава, да префрли 20 милиони американски долари кои ги блокирал Катар за решавање на кризата со платите на службениците на исламистичкото палестинско движење Хамас кој делува во појасот Газа. Припадници на армијата го обиколија јужнокорејскиот војник кој уби 5 на своји колеги и настојуваат да го убедат да се предаде, јавуваат јужнокорејските медиуми. Според медиумите, убиецот, идентификуван само по презимето им, отворил оган и ранил еден од војниците кои го обиколиле. Наводно на местото на настанот биле донесени и родителите на им со цел да помогнат во убедувањето тој да се предаде. Јужнокорејскиот војник им вчера уби 5 и рани исто толку колеги војници, а потоа вооружен побегна од местото на настанот близу границата со Северна Кореја. Мотивот за нападот се уште не е познат. Сега и за културата. По 13-ти пат се одржа фестивалот Солтист во Битола. И за концертот на Кут Илинден по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Светот денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Со промовирање на музиката на аматерски и професионални музичари синоќа на широк сокак во Битола се одбележа Светскиот ден на музиката. Со тоа Француската алијанса во соработка со Центарот за културна деконтаминација од Битола го најави најдолгото културно лето Битфест 2014. Покровител на оваа манифестација е градоначалникот доктор Владимир Талески.
Po stoti pad pred sebe, a ne znam koji sum jas. Ti dozvoluvam da me lažeš, da raskažeš prikaz da zaraz. Значи ова година е 13-то до издање на празникот Солси Свет de la Musique во Битола. Почна, мислам дека првиот пат беше во 2002 година и од тогаш секоја година го има овај настан, организиран од Француската алијанса Битола, ама со огромна поддршка од градот, од општина Битола. И може да се смета како отворање на културното лето Битфест. И така, вечерва ќе има 8 сцени на цел широк сокак, ќе има различни видови музика, луѓето ќе можат да се шетат, да слушат различни амбиенти и тоа и многу сме задоволни што ете и времето ни се погоди, овај празник треба да го иницира почетокот на летото, иако сега не дојде уште летото во Битола, се надеваме дека со тоа ќе продолжиме и ќе имаме едно долго убаво културно лето во градот. Синоќа во Центарот за култура во Битола се одржа голем концерт на културно-уметничкото друштво Илинден. Еве каква беше атмосферата таму. Денес го имаме полугодишниот концерт кој што секоја година го организираме по повод завршувањето на учебната година. 14 детски групи, колку што има во Кудилинден од Битола, ќе настапат на овај завршен за нив концерт пред почетокот на новата учебна година во септември. Наредно не очекува со главниот фолклорен ансамбл отворање на Битолско културно лето на 27.6. Потоа имаме настап на Илинденски денови, очекуваме гости од Северен Кипар и од Будимпешта, како и новите две сценски постановки кои што ги спремаме за концертот во декември месец. Наред е временската прогноза. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен?
Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Останете со програмата на телевизија Тира. Довидување.